Неопходни се решителни чекори во насока на забрзување на реформите кон Европската Унија. Покрај неопходноста од уставни промени, Европската Унија во најновиот извештај нотира дека има ограничен напредок во судството и испорачување на правдата. Гостин во ова издание на Тренинг Дарко Аврамовски од Коалицијата за правично судење. Господин Аврамовски, речи си на дневна основа ги следите состојбите во македонскиот правосуден систем. Колку овие сугестии, оценки, проценки на Брисел ја осликуваат реалната состојба во македонскиот правосуден систем? Интересно е доколку ги прочитате ваквите извештаи и укажувања што се повеќе години наназад, ќе забележите дека има повторување на многу од работите. Вообичаено се нотираат некои нови чекори напред, како што е усогласување на законодавството со европското, донесување на некои закони кои што биле проблематични претходно. Меѓутоа, факт е дека сите оние недостатоци на системот се во суштина истите. Ние немаме практична имплементација на тоа што го имаме ставено на хартија во законите. Во поглед на правосудството, Европската комисија изразува загриженост за најавите на актуелната владеачка гарнитура за распуштање на судскиот совет и советот на обвинители. Дали по ваквите сугестии и оценки на Брисел всушност владата и пред се премиерот Мицковски би се откажал од најавената намера да ги распушти овие тела? Не знам дали тие... И дали е тоа решение? Не знам дали тие би се откажале, меѓутоа можам да кажам дека долго време се зборува за распуштање на овие тела, меѓутоа освен вака декларативно начално окажување на определени ставови, не сме виделе никаков конкретен план, програма и стратегија како би се спровело тоа. Од друга страна, како што имам истакнато и многу пати претходно, би било многу проблематично доколку извршната или законодавната власт успее да го прекине мандатот на членови на тела кои што се избрани од страна на судската власт. Ќе има сериозен дисбаланс и сериозна надмоќ од страна на извршната или законодавната власт врз судството, што впрочем и ние главниот проблем која ја констатираме она недоверба во судството, во тој систем, тоа е токму заради тоа што граѓаните имаат перцепции дека судството не одлучува самостојно, туку дека е под некаков притисок од страна на политиката. Дали и колку судскиот совет и советот на обвинители се главни генератори на ниската доверба во македонскиот правосуден систем? Се меѓу главните генератори на ваквата недоверба и за жал се меѓу главните генератори на повеќето проблеми со кои што се соочуваме во пракса. Можеме да забележиме дека постојано кога има некои големи крупни скандали, постојано тие се поврзани на еден или на друг начин со судскиот совет или со советот на јавните обвинители, посредно или непосредно и Академијата за судии и за јавните обвинители. Се чини дека ниту до судскиот совет, ниту до советот на обвинители како да не допираат критиките до нив, па денови потоа што недела влегува со нов скандал со именување на своји представници во Академијата на суди и обвинители. Дали ова е всушност судирни интереси, концентрација преголема на моќ? Се од тоа наведено, тоа е апсолутно судирни интерес, затоа што е спротивно на Законот за спречување на корупција и судирен интерес, каде што се вели дека избрани и именувани функционери, какви што се членовите на судскиот совет и советот на јавните обвинители, не можат да бидат членови на органи на управување на правни лица кои располагаат со државен капитал. А тоа е токму Академијата за судии и за јавни обвинители. Да не навлегувам во детали, има и други спорни моменти, како што е концентрацијата на моќ за одлучување при прием на слушатели на Академијата, потоа за завршување на почетната обука, а потоа и за конечен прием на судии и на јавни обвинители, односно назначување на избор на судии и јавни обвинители. Така што има и огромна концентрација на моќ на овој начин помеѓу советите, но исто така она што е поразително е тоа што ваквата пракса се повторува и покрај укажувањата. И дополнително што не видовме никакви дискусии или образложенија за тоа зошто овие кандидати се токму вистинските кандидати кои што се избрани и кои што треба да бидат на овие позиции, што ни е сериозен проблем бидејќи тоа е постојано нотирано и од страна на домашната јавност и од страна на извештаите на Европската Унија, па дури и во препораките на оценската мисија дека овие тела мора да даваат образложенија на своите одлуки. Меѓутоа и председателката на судскиот совет Дамева и првиот човек, председателката на советот на обвинители демантираат
кажат, односно категорично велат дека има нешто спорно во делегирањето на своји представници во Академијата на судии. Дека таа пракса била и порано. Да, и е констатирана како лоша пракса. Имате дури и мислење од страна на Државната комисија за спречување на корупција од пред 2 години, кои укажуваат дека во ваквите ситуации, доколку се назначуваат членови на советите, станува збор за прекршување на одредбите од Законот за спречување на корупција и судрин интерес. И што сега, кучињата лаат, караванот си врви? На некој начин тоа ни се случува постојано. Не се користат оние механизми кои можеме да ги искористиме во пракса. Се уште владее мок за незаконитоста во изборот на членови, односно на изборот на членови и во Академијата на судии. Се сеќаваме добро како помине изборот на новата директорка на Академијата на судии. Голема врева оставија и случувањата на незината предходничка Габер, имајќи во предвид дека ова лето дури имаше инспекција во Академијата на судии околу делот како се правил изборот на судии и обвинители. Зошто и по речиси 7 генерации од каде излегоа судии и обвинители, 30 на сигурни повеќе, и натаму такво ни е ниско нивото и на квалитетот на судии и обвинители. Со честни исклучоци. Дури и ако се вратите поназад, пред да биде формирана, зашто Академијата беше формирана? Затоа што дотогаш се злоупотребуваше постапката за избор на судии од страна на Судскиот совет, предходно од страна на Собранието. Тоа ни кажува дека ние немаме проблем со моделот и со системот, туку имаме проблем со тоа, со нашата волја и свест, како да ги имплементираме на најдобар можен начин овие решенија во пракса, затоа што една од вообичаените ситуации која што ќе ја забележите е секогаш кога ќе се сретнеме со некаков проблем во пракса, првичниот одговор на сите надлежни органи и институции е да кажат дека им се врзани рацете и дека не можат да направат ништо во врска со тоа и да чекаат дека некој друг треба да го почне решавањето на проблемот, а впрочем има многу работи што секој сам може да ги превземе и доколку се прави тоа неизбежно ќе биде да забележиме некаков прогрес. Можеби на почетокот ќе бидат ситни чекори, ќе делува незабележително и смешно, но доколку се искористи тој моментум, можеме да генерираме и големи промени. Доколку не ги решиме ситните проблеми, а се стремиме да ги решиме крупните проблеми, можеме да бидеме речиси сигурни дека тоа нема да се случи. Колку состојбите во правосудството се и безбедносен проблем? Се сериозен безбедносен проблем, тоа е впрочем и нотирано и во повеќе извештаи, затоа што има сериозни начинот на кој кога имате еден систем што не функционира онака како што треба, тоа ви е сериозен проблем од организиран криминал и корупција, перење на пари, финансирање на тероризам, а имајќи предвид дека нашата држава е членка на НАТО, воедно се стремиме да бидеме и членка на Европската унија, практично нашиот систем, нашата држава ќе представува проблеми за сите оние сојузници со кои влегуваме во овие алијанси. Што е со препораките од Европската оценска мисија на планот Прибе за борба против корупцијата и неказнивоста? Како против неа, ако немате судство кое може да одолее на дневно политички притисоци и бизнес влијанија? Тоа е навистина добро прашање. Би било многу тешко и практично невозможно да се даде конкретен одговор за тоа што точно треба да се направи. Меѓутоа, јас искрено мислам дека треба да почне работите да се решаваат постепено од оние проблеми кои можеме да ги надминеме и на тој начин да демонстрираме волја дека можеме и сакаме да ги надминеме и крупните проблеми со кои што се соочуваме. Мора да најдеме начин да ги охрабриме оние честни судии и обвинители кои ги спомнавте. Тие треба да ги лоцираме и тие треба да ги охрабриме да се борат со корупцијата и во сопствените редови, меѓутоа и со корупцијата која што и онака треба да ја сузбиваат. Следите тренинг гостин во емисијата Дарко Аврамовски од Коалицијата за правично судење. Во жичата сме на уште еден скандал со помилувањето на осудените лица. Се најавува целосна реформа на системот за помилување на осудени лица и измени на законот. Во кој правец треба да се движи за да не ни се случуваат вакви пехови како овој последниот со помилувањето од страна на претседателката Силјановска Давкова? Не сум сигурен, меѓутоа колку што знам, се работи веќе подолго време на нов закон за помилување.
Меѓутоа не знам точно во која фаза е постапката и што точно се менува во законот. Меѓутоа факт е дека треба да се прецизираат одредени работи, треба да се усоврши законското решение, можеби целосно нов закон да се донесе, но повторно кога ќе видиме, повторно ние затајуваме во имплементацијата. За да имате соодветен систем за помилување, најнапред треба казнено-поправните установи, затворите треба да функционираат онака како што треба и треба да имаат услови за да можат и соодветно да ја следат и да ја мерат ресоциализацијата на лицата кои се затворени. По колективната оставка на Комисијата за помилување, почитуваната адвокатка Сузана Јошевска-Анастасовска напиша: не постојат никакви, ама апсолутно никакви пишани или утврдени критериуми. Се чудиме што ни се случува. Ни се случува тромавост, небрежност, незаинтересираност и системска неповрзаност. Овој став на адвокатката Сузана Јошевска-Анастасовска се дополнува и дека комисиите за помилување немаат право да ги сослушаат и самите баратели на помилување. Да, многу убаво е даден описот, баш со тоа се соочуваме не само во поглед на овој проблем, се соочуваме со незаинтересираност, тромавост, летаргичност, неинвентивност и затвореност во една матрица на размислување која што веќе пред многу години се има покажано дека е застарена. Повторно доаѓаме овде, можете вие дури да речеме дека ќе го напредите законот и комисијата ќе може да ги сослушува ваквите лица. Пак ќе биде прашањето колкав ќе биде практичниот капацитет за тоа да се направи и зошто не да се следи она што впрочем и треба да биде најсоодветниот начин, а тоа е самите казнено-поправни установи да имаат соодветен рекорд, да имаат соодветни досиеа и евиденција на начинот на кој е отслужувана ваквата затворска казна, ресоциализацијата, напредокот во однесувањето на осудените лица и така натаму, за да можеме не само од аспект на помилувањето, туку и од аспект на тоа да оцениме дали нашиот затворски систем е соодветен и дали луѓето кои што кога ќе влезат во затвор, ќе излезат оттаму, ќе бидат на вистина лица кои ќе можат да се интегрираат во општеството. Благодарам за разговорот. Благодарам вам. Дарко Аврамовски од Коалицијата за правично судење. Кратка пауза за реклами, па потоа во студиото на Тренинг ќе гостува режисерката Ана Јакимска. Следете не.